Ќе биде многу сериозна криза во земјава идната година. Оваа беше тешка, но 2026 ќе биде уште потешка година, предупреди преседателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче на брифинг со новинарите. И покрај задолженоста, тој рече дека владата планира нови задолжувања, ќе има пораст на цените, а стагнирање на платите, што ќе придонесе граѓаните да живеат уште посиромашно. Мислам дека ќе има многу кризна година. Ке следи година во која што ќе треба да се задолжиме најмалку дополнителни 2 милиарди евра. И тие задолжувања ќе бидат за тековни трошоци, нема да бидат за капитални инвестиции. Инфлацијата тешко да се контролира. Со поскапувањето на струјата се ќе поскапи. Опозицијата создава страф и немир кај граѓаните во отсуство на плани и идеи, одговори премиерот Христијан Мицкоски. Тој потврди дека ќе има задолжувања, но дека ќе се користат за враќање на еврообврзниците земени од претходната влада. Точно е тоа, бидејќи јас веќе кажав, треба државата да врати со се буџетскиот дефицит некаде над 2 милиарди евра, отприлика 2,2 милиарди евра. Каква е структурата? 700 милиони евра е евроврзница која што владата на СДСМ и ДУИ ја има земено во 2022 година, на 4 години со каматна стапка од 7,5% ефективна. И доспеваат други заеми кои што владата на СДСМ и ДУИ ги има исто така подигнато во минатото, со други зборови над 2 милиарди евра треба да се вратат. Мицкоски рече и дека еврообврзници кои ќе треба да се вратат ќе има и тоа во 2027 година во висина од 500 милиони евра, но и во 2028 година од 700 милиони евра.